Жестоко со многу дискусии без опозицијата почна работата на новиот совет во Штип. Нештата меѓу советниците од ВМРО и СДСМ запнаа уште при донесување на дневниот ред, кога опозицијата побара најнапред расчистување на тоа дали некои актуелни директори во исто време можат да бидат и советници. Да доставете барање до антикорупцијска, но јас сметам дека до сега тоа веќе требаше да биде направено, со оглед на тоа што пракса и правило е со верификувањето на мандатите на советниците до наредниот совет да се произнесат која функција ќе ја обавуваат. Јас како што лично знам, како одговорен за нашата советничка група, сите наши советници кои што имаа судирен интерес, кои што во исто време беа директори, се произнесува. Дали тоа важи и за останатите членови на совет, тоест од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Тоа го бараме како одговор. Ако се повикуваме на пракса, знаеме од искуство дека имало е во претходни совети случаи кога советници од тогашното мнозинство били по години повеќе време, исто време и директори и советници. Меѓутоа не е тоа аргумент во оваа ситуација, еве јас го прифаќам во забелешка и ќе реагираме како совет во најбрзо можно. Да имаме трпение, надлежниот орган за таа работа да се произнесе, ние не сме тие кои можеме тоа да го кажеме, да почекаме тоа, предпоставам дека до нова година ќе биде расчистено и тогаш советот ќе биде составен така како што законот го предвидува. Тоа значи ли дека одлуките кои што ќе се носат, да речеме со еден глас, што можело да биде одлука за или против или воздржана или донесена или недонесена, тоа значи ли дека ние до нова година треба да носиме незаконски одлуки? Сите одлуки на овој совет, не тврдам дека сум во право, но логиката ме води кон тој ќе бидат законски се додека не се докаже спротивно. Дополнително од ВМРО ДПМН беа незадоволни од распределбата на членови во комисиите. Политичките партии кои партиципираат во советот на општината ќе бидат застапени пропорционално во вкупниот број на членови на сите комисии. Како што знаеме, односот на советници е 12:11. Во проценти тоа е 52:48. Во абсолютна бројка тоа е 26:24. Значи од 50 члена, 10 комисии, по 5 члена 50. 52% е 26 члена, а 48 е 24. По сегашниот предлог, кој што стои, кој што сакаме да го протуркаме до една седмица и да разговараме за него, односот е 30-20, односно 60-40. Тоа одговара на однос на советници 14:9. Многу ви е слободно толкувањето дека се процедурална застапеност од вкупниот број на членови на комисија. Тоа е ваше слободно толкување. Значи, може да се толкува како што еве јас го толкувам дека процедурална застапеност во секој од комисиите. Тоа значи дека не може предлагатели во една комисија која што има 5 члена, 2,7 членови да бидат од СДСМ, а 2,3 да бидат од ВМРО ДПМН. За да се добие вкупна бројка 5. Ама да, и вие си давате ваше слободно толкување. Значи, тоа беше мојата забелешка, што мора сега да кажам. Нашиот став ние го произнесовме пред малку на говорница. Ставот е дека како советничка група нема да учествуваме во носењето на незаконска нестатутарна одлука. По ова, првата работна средба Штипскиот совет ја имаше само со советниците од мнозинството кои одлучија кои советници ќе присуствуваат при склучување на бракови, именуваа председатели и членови на постојните комисии, како и нови членови на управните одбори во детските градинки во Штип.